Господин Заев, да искористам вашата риторика, вие във вашиот одговор кружите како киша око Крагуевца. Значи, господин Заев, вие не одговоривте затоа што ги знаете бројките, ги имате анкетите. Според моменталните анкети, разликата е некаде помеѓу 80 до 100.000 гласа. Со тоа што кај неопределените има апсолутно доминантно опозиционно расположение. Значи, кај неопределените имате две категории на луѓе. Имате една категорија на луѓе кои што, која ќе им се јават по телефон, велат, не знам за кого да гласам, затоа што има страф од оваа ситуација која што ни се случува во Македонија, репресија од локални власти, од централна власт, и луѓето, иако се членови, симпатизери, гласачи на ВМРО, ДПМН или опозиционно инклинираат, не окажуваат тоа. Втората категорија на луѓе ви се реално неопределени, кои што велат не знаат за кого ќе гласаат, се уште не одлучиле, но ако ги видите на 10 други прашања, апсолутно преваленцијата ќе биде некаде 3 до 4 спрем 1 во корист на опозицијата. Значи, ако ги прашате дали сте задоволни од економската позиција, од економската ситуација, апсолутно не. Од инвестициите, катастрофа. Какво мислење имате за Зоран Заев и неговите министри? Негативно. Дали земјата се движи во вистинска насока, во лоша, и така натаму, и така натаму. Сега, кога ќе ги прашате истите тие луѓе за кого ќе гласате, велат се уште не сум одлучил. Но сепак во тие крос-табулации јасно е, да, апсолутно, дека во април нас не очекува посакувана, добра, позитивна, конечно политичка промена во Македонија. Она што, значи да, апсолутно во моментов разликата е помеѓу 80 до 100.000 гласа, но таа разлика ќе продолжи да расте од овие причини кои што ви кажав. Моето повторено прашање до вас, господине Заев, е следно. Дали, доколку се соочите, имате пораз на изборите на 12 април, вечерта во 9, 10, 11, како што е ред, ќе честитате на победникот и ќе речете се повлекувам од политиката, се повлекувам од кормилското, од водечкото место, од кормилото на СДСМ и едноставно ќе сносите политичка одговорност во делот на водење на кампањата, добивање или недобивање на доверба од граѓаните. И второ, мило ми е, добро е што се нафаќате на политички дуел, дали ќе може да имаме ситуација во која што ќе имаме неколку ТВ дуели помеѓу вас како Зоран Заев и Христијан Мицковски како лидер на опозицијата. Значи, ако навистина се нафаќате на ТВ дуели, кога би можело тоа да го очекува јавноста, дали наредниве недела, 2-3 и во кој интензитет, односно колку пати до изборите? Благодарам. Благодарам. Одговор на дополнителното прашање.